Разочарувачки пораки од самитот во Берлин. Земите од Западен Балкан нема зошто да се надеваат на брз влез во ЕУ, бидејќи ќе мораат прво да ги следат внатрешните проблеми. Домакините на конференцијата Макрон и Меркел на 6 земји од регионот, вклучително и на Македонија, им ја презентирале стратегијата за наредниот период, која се фокусира на низа прашања, но проширувањето воопшто и не се споменува. Францускиот претседател се фокусирал на потребата од политичка стабилност во регионот, велејќи дека Париз ќе пружи помош во клучните економски, социјални и безбедносни реформи, како и во областа на владењето на правото. Фокусот не е на проширувањето, туку на политичката стабилност во регионот. Треба да работиме заедно за да придонесеме за стабилноста. Тоа за Франција значи стратегија за повторно ангажирање во регионот. Германската канцеларка пак ги пофалила храбрите чекори на нашата држава за решавањето на спорот со името. Видовме храбри чекори за спорот за името на Северна Македонија. Ова е доказ дека е можно да се најде решение за долгогодишни спорови. Угледниот Financial Times во анализата насловена Франција и Германија со студен туш кон балканските надлежи за итно пристапување во ЕУ, пишува дека пораката од самитот била категорична. Нема проширување во догледно време. Сепак премиерот Заев и шефот на дипломатијата Димитров изразија задоволство од она што било искажано за нашата земја. Презедовме одговорност за себе и за регионот. Сега е време и за Европската Унија да преземе одговорни чекори за Северна Македонија и за Западен Балкан, што впрочем ќе значи одговорност кон сопствените европски народи. Во духот на соработката и интеграцијата сега е неопходно и Унијата да испорача, бидејќи европската идеја за сојузништво и различностите бара постојана грижа за себе и за другиот. Заврши конференцијата на Западен Балкан во Берлин под покровителство на Меркел и Макрон. Договорот од Преспа, што беше представен како модел и инспирација за решавање на големите билатерални спорови во регионот од страна на 200 европски лидери, е успех што не може да не се вреднува. Во меѓувреме француската амбасада во Скопје објави целата стратегија на Франција за еднината на Западен Балкан. Во неа се наведува дека и покрај значителниот напредок на земите од регионот и натаму им се неопходни бројни реформи за трајно да се стабилизираат и да одговорат на предизвиците со кои се соочуваат, а кои се од политичка, економско-социјална и безбедносна природа.